Страна А. Почеток со Бог. Вовед. Ве поздравувам, драги пријатели. Бидете внимателни и научете за некои од првите луѓе кои живееле на земјата. Тие можат да не поучат многу подобро за единствениот вистински Бог. Гледај во сликите од црвената книга и сврти на следната слика кога ќе го слушнеш следниот звук. Слика 1. Адам и животните. Во почетокот земјата не постоеше. Постоеше единствено само Бог. Не постојат многу богови. Постои само еден вистински Бог. Тој е дух, затоа не можеме да го видиме него. Бог ја има целокупната моќ. Тој знае се, ги познава сите работи и тој е насекаде. Бог создаде се на земјата и на небото. Тој го создаде човекот од правот од земјата. Бог му вдахна на човекот дух за да може да го познава Бога. Мислите и желбите на Божиот дух се во потполна согласност со Бога. Бог го нарече првиот човек Адам, а Адам им даде имиња на сите животни кои беа создадени од Бога. Бог ги создаде исто така и сите духови и ангели на небото. Се што Бог создаде беше многу добро. Слика 2. Жена за Адам. Бог го постави Адам во прекрасна градина за да ја обработува и чува. Таму имаше машко и женско суштество од секој вид, но немаше соодветен придружник за човекот. Бог му нанесе длабок сон на Адам и му извади едно ребро. Од реброто што го извади, Бог направи жена и ја доведе кај човекот за да биде негов придружник. Мажот и жената беа голи, но не чувствуваа срам поради тоа. Тие можеа како пријатели да разговараат со Бог. Таму не постоеше тага, смрт или зло. Во таа прекрасна градина беше совршено. Слика 3. Змијата во градината. Бог му заповеда на Адам: слободно јади од плодовите на сите дрва во градината, но не смееш да јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото, зашто во оној час кога ќе каснеш, ти сигурно ќе умреш. Сатаната беше еден ангел во градината, но тој се сврте против Бог. На тој начин тој стана Божи непријател. Ѓаволот и приде на жената во лик на прекрасна змија. Тој сакаше да ја измами жената. Тој и рече дека таа нема да умре ако јаде од забранетиот плод. Така, таа беше наговорена да земе и да јаде од забранетиот плод. Жената зеде и му даде и на својот маж од истиот плод и тој јадеше заедно со неа. Тие беа непослушни на Бог. Затоа тие не можеа да го знаат Бога на истиот начин како претходно. За прв пат почувствуваа срам, бидејќи се видоа голи пред Бога и почнаа да се кријат и да бегаат од Бога. Слика 4. Адам и Ева избркани од градината. Бог ги избрка Адам и Ева од градината. Тој му објасни на Адам: бидејќи јадеше од забранетиот плод, земјата ќе биде проклета, ќе ја обработуваш напорно за да ти роди храна. Бог и кажа и на жената: јас ќе ти ги зголемам болките при раѓањето. А на змијата и рече: бидејќи го направи ова, биди проклета и влечкај се по мевот. Од тогаш змијата стана човеков непријател. Адам ја нарече својата жена Ева, што значи живот. Ева роди деца кои се предци на сите нас. Ние се уште сме одвоени од Бога, па дури сите ние се уште искажуваме непослушност кон Бог, како што го направи тоа и нашиот прататко Адам. Но Бог вети дека еден ден тој ќе прати човек кој ќе го порази ѓаволот. Тој човек ќе има можност да не врати нас назад кај Бог. Тој човек е Богочовекот и Господ Исус Христос. Слика 5. Ное и арката. Наследниците на Адам ги следеа патиштата на ѓаволот. Само еден човек се трудеше да му угоди на Бог. Неговото име беше Ное.
Бог му рече на Ное: одлучив да го уништам човечкиот род, бидејќи ја преполнија земјата со нивните зли дела. Изгради брод за себе си. Ќе пратам потоп на земјата за да го уништи секое живо суштество. А ти влези во арката заедно со својата жена, со синовите и твоите снаи. Земи со себе во бродот машко и женско од секое животно и птица, за да не загинат. Ное направи се како што му заповеда Бог. Слика 6. Големиот потоп. Ное ги предупредуваше луѓето дека Бог ќе ги уништи нив, но тие не сакаа да се одвратат од своите зли патишта. Ное и целото негово семејство заедно со сите животни, како што му заповеда Бог, влегоа во арката. Бог ја запечати вратата на арката однадвор. Тогаш дождот почна да паѓа. Врнеше 40 денови и 40 ноќи. Бликнаа сите извори од подземјата и таа беше покриена со голем потоп. Сите луѓе, животни и птици умреа, освен Ное и оние кои беа во арката. Слика 7. Божилакот и Божјото ветување. Дождот престана и после една година се појави копно. Тогаш Ное, Ноевото семејство и сите животни и птици излегоа од коработ. Ное му принесе жртва на Господа и Бог беше задоволен со тоа. Бог постави божилак на небото и рече: никогаш повеќе нема да ги уништам живите суштества со потоп. Секогаш, кога ќе се појави божилакот, јас ќе се сетам на моето ветување кон вас. Пријатели, кога ќе загледате божилак, и вие сетете се на Божјото ветување. Бог повторно ќе му суди на светот. Следниот пат тој ќе го уништи светот со оган. Но без разлика на тоа, оние кои веруваат и му се послушни на Бога, нема потреба да се плашат. Бог промислил пат за избавување, тоа е Господ Исус Христос. Слика 8. Вавилонската кула. Синовите на Ное имаа многу деца. Бог им заповеда да ја населат целата земја, но тие не сакаа да се разделат. Одлучија да изградат град со голема кула која ќе го достигне небото. Од небото Бог ја здогледа нивната непослушност и горделивост и рече: тие живеат како еден народ и имаат еден јазик. Ајде да се симнеме долу меѓу нив и да им ги измешаме јазиците. Погледни ги луѓето на сликата. Тие не можат да се разберат еден со друг. Тие беа приморани да престанат со градењето на градот и да заминат да живеат на различни места. Човечката непослушност и горделивост предизвикаа создавање на толку многу јазици. Непослушноста и горделивоста и денес ги одвојува луѓето еден од друг, но исто така ги одвојува луѓето и од Бога. Слика 9. Јов го слави Бога. Човекот на сликата е Јов. Тој го обожаваше и му принесуваше жртви само на единствениот вистински Бог. Јов не ги следеше патиштата на ѓаволот, ниту на другите луѓе. Затоа Бог го благослови Јов да биде многу богат. Еден ден Бог му кажа на ѓаволот дека тој е многу задоволен од Јов. Но ѓаволот рече дека Јов го обожава Бог само за да биде богат. Тој му проговори на Господ: само ако му го одземеш сето она што го има, Јов ќе те проколнува. Бог знаеше дека ѓаволот секогаш лаже и дека тој е татко на лагата. Бог знаеше дека Јов ќе го обожава него, па дури и ако е сиромав. Така Бог му дозволи на ѓаволот да му одземе се на Јов, за да се докаже дека Јов е вистински верник и следбеник Божи и дека е Бог во право. Слика 10. Оплакувањето на Јов. Еден ден слугите на Јов му донесоа ужасни вести. Непријателите на Јов ги украле неговите волови и магариња и ги убиле неговите слуги. Оган од небото ги изгоре сите негови овци и пастирите.
Разбойници ги украдоа сите негови камили, но следниот гласник му ја донесе најлошата вест. Твоите деца се веселеа кога силен ветар се крена и ја урна куќата, па сите загинаа. Јов ја избриши главата и падна ничком на земјата велејќи: Господ даде, Господ зеде. Благословено да биде Божјото име. Во сите овие проблеми, Јов не сгреши према Господа. Слика 11. Страдањата на Јов. Ѓаволот повторно му се обрати на Бога. Ако му нанесеш повреда на телото, Јов ќе те проколнува тебе. Бог му дозволи на ѓаволот да го испита Јова повторно. Сатаната го удри Јов со лути рани по целата кожа. Неговата жена му рече: Зошто не го проколнеш Бога и да умреш? Јов го одби тоа и врати: Зарем треба само доброто од Бога да го прифаќаме, а не и злото? Тројца пријатели дојдоа и разговараа со Јов многу денови. Тие рекоа дека Бог го казнува Јов за некое зло кое тој го има направено. Тогаш самиот Бог им се појави ним. Бог им покажа дека тие не разбираат. Бог е бескраен во својата моќ. Тој знае се. Тој знае што е најдобро за нас и тој самиот може да одбере тежок или лесен живот во зависност што е најдобро за нас. Слика 12. Обновувањето на Јов. Кога Јов ја согледа Божјата величина, тој се засрами, оти се сомневаше во Бога и се бранеше со сопствената добрина. Јов се молеше за неговите пријатели, бидејќи тие не ги разбираа Божите патишта. Потоа Бог го направи Јов да биде богат и здрав повторно. Неговите пријатели дојдоа да прослават заедно со него и му донесоа дарови. Бог му подари 7 синови и 3 прекрасни ќерки. Тој живееше многу долго и виде многу своји наследници. Јов почина во длабока старост. Пријатели, Бог знае зошто вие можеби страдате во овој живот. Запомнете дека Бог ве љуби и го сака само најдоброто за вас. Бог сака ние да имаме доверба во Него, за да имаме победа над сатаната преку Господ Исус Христос. Страна Б. Почеток со Бог. Вовет. Дозволи ми да ти кажам за еден човек по име Авраам. Тој човек му беше послушен на Бога и преку него се благословени многу луѓе. Погледни на следната слика кога ќе ослушнеш овој звук. Слика 13. Авраам го напушта татковиот дом. Еден ден Бог му се обрати на Авраама велејќи му: напушти ја својата земја и татковиот дом и оди во земјата која јас ќе ти ја покажам. Ќе те направам голем народ. Преку тебе јас ќе ги благословам сите луѓе на земјата. Авраам
Му поверува на Божјото ветување и направи онака како што му заповеда Бог. Ја зеде својата жена, слугите и се што поседуваше. Патуваше многу денови, се додека не стигна во земјата ханаанска. Таму Бог му кажа: ова е земјата што ќе им ја дадам во наследство на твоето потомство. Слика 14. Авраам и Лот. Авраам имаше внук по име Лот. Тој замина заедно со Авраама за Ханан. И двајцата има големи стада добиток. Пастирите се караа бидејќи немаше доволно пасишта. Поради тоа, Авраам му проговори на Лот: ајде да не се расправаме, да се разделиме. Избери кој предел ти го сакаш. Лот го сакаше најдобриот дел за себе. Затоа се одлучи за прекрасната и убава зелена речна долина. Тој замина да живее во близината на градот наречен Содом. Бог му проговори повторно на Авраама велејќи: сета земја што ја гледаш, ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство во вечно наследство. Слика 15. Авраам го среќава царот на мирот. Луѓето од Содом беа многу зли и грешни. 4 цара војуваа против Содом и победија. Победничките цареви го одведоа Лот и неговото семејство во робство, но Авраам и неговите луѓе поитаа да ги избават од непријателите. Враќајќи се назад, тие сретна еден велик цар. Неговото име беше Мелхиседек. Тој беше цар на Салим, кој значи цар на мирот. Мелхиседек постави леп и вино пред Авраам и му рече: ти му си многу омилен на Севишниот Господ Бог. Тој ги предаде твоите непријатели во твоите раце. Авраам му даде дарови на царот на мирот, а Содомскиот цар сакаше да му даде дарови на Авраам, но тој одби. Авраам никогаш не би прифатил дарови од таков зол и грешен цар. Лот постапи глупаво уште еднаш. Тој отиде повторно да живее во Содом. Слика 16. Авраам ги брои звездите. Бог го нарече Авраам негов пријател. Тој му рече дека Авраамовото потомство ќе биде за секогаш негов избран народ. Но Авраам беше тажен затоа што немаше деца. Бог го изведе Авраама надвор и му рече: погледни кон небото и изброи ги звездите ако можеш. Твоето потомство ќе биде колку звездите на небесниот свод. Авраам поверува на Божјото ветување и Бог беше задоволен со него. Бог го потсети повторно Авраам дека еден ден неговото потомство ќе ја поседува целата ханаанска земја. Слика 17. Бебето Исмаил. Поминаа многу години, Авраам и неговата жена Сара немаа деца. Еден ден Сара му рече на Авраам: легни со мојата слугинка, може би преку неа ќе добиеме семејство. Па така, слугинката на Сара по име Агара зачна од Авраам. Агара се вообрази и возгордеа спрема својата господарка. Тогаш Сара стана љубоморна на Агара и се однесуваше сурово кон неа. Бог испрати ангел за да ја успокои Агара. Тој и објави дека таа ќе има син кого ќе го нарече Исмаил. Исмаил ќе има многу деца и од него ќе и произлезе голем народ. Всушност, Исмаил е татко на арапите. Но Бог му кажа на Авраам: твојата жена, Сара, ќе ти роди син и преку него јас ќе го одржам моето ветување кон тебе. Слика 18. Сара се смее. Еден ден кога Авраам имаше преку 90 години, а и Сара беше многу стара, тројца Божји гласници дојдоа кај нив. Сара припреми храна, Авраам ги послужи надвор од шаторот. Тогаш еден од гласниците ги пренесе Божите зборови велејќи: по 9 месеци од денес Сара ќе роди син. Сара беше во шаторот и го слушна тоа. Таа не можеше да поверува во тоа и се насмена во себе.
Тогаш Бог му рече на Авраам: зошто се насмевна Сара? Дали има нешто невозможно за Бога? Како што Бог вети, Сара роди син после 9 месеци во незината одмината старост. Му дадоа име Исак, што значи подсмев. Слика 19. Авраам се моли за Содом. Бог одлучи да го уништи градот Содом затоа што луѓето беа многу грешни. Му откри на Авраам што планира да направи. Авраам се сети на својот внук Лот и проговори: ќе го уништиш ли, Господе, невинниот заедно со грешникот? Зарем судијата на целиот свет нема да суди правилно? Авраам го молеше Бога да го спаси Содом, а Бог му одговори: ако најдам 10 праведници во градот, нема да го уништам. Божите гласници се спуштија према Содом, но единствената праведна личност таму беше Лот. Гласниците го предупредија Лот да излезе од градот. Тогаш Бог испрати оган од небото. Содом беше целосно уништен. Единствено Лот и неговите 2 ќерки беа избавени. Слика 20. Аврамовата жртва. Аврамовиот син Исак растеше и стана момче. Тогаш Бог го испита Авраам велејќи му: земи го Исак, твојот син единец, и принеси ми го како жртва. Авраам имаше целосна доверба во Бог и го послуша. Тој знаеше дека Бог може дури и да го оживи Исак да живее повторно. Кога Авраам беше спремен да го убие Исак, Бог му се обрати велејќи: Авраам, не го повредувај момчето. Сега ја знам дека ти ме стави на прво место во твојот живот. Дури не го зажали ни твојот син единец заради мене. Тогаш Авраам виде јагне сплеткано во грмушката. Тој го принесе тоа јагне како замена жртвувањето на својот син Исак. Слика 21. Остарениот Авраам и неговиот слуга. Кога Авраам беше многу стар, го повика својот слуга и му рече: оди во мојата земја и најди жена за мојот син Исак. Авраам не сакаше Исак да го напушти Ханаан или да земе од лошите ханаански девојки. Па така, слугата му даде ветување на Авраам и го послуша. А Бог го водеше слугата право кај Аврамовите роднини. Таму тој пронајде прекрасна жена за Аврамовиот син Исак. Незиното име беше Ребека. Исак и Ребека имаа син чие име беше Јаков, кој покасно беше преименуван во Израел. Јаков стана таткото на големиот израелски народ. Израелците се уште живеат во ханаанската земја. Од Израел произлезе еден кој донесе благослови за целиот свет. Слика 22. Исус е роден. Божиот збор е вистинит. Бог никогаш не лаже. Бог му кажа на Адам дека ќе го прати неговиот избраник кој ќе го порази ѓаволот. Бог го предупреди Ное дека ќе ги уништи оние кои се зли. Бог му кажа на Јов дека тој го сака најдоброто за нас и му потврди на Авраам дека Бог ги одржува секогаш своите ветувања. На оваа слика е прикажано раѓањето на бебето Исус точно во правото време. Исус беше роден во израелската земја. Негова мајка беше девицата Марија, која беше потомка на Авраам Исак. Но Исусовиот татко беше единствениот вистински Бог. Исус е единствениот кој носи благослови за целиот свет. Тој е единствениот кој дојде да го порази ѓаволот и да ни овозможи враќање при Бога. Слика 23. Исусовата смрт. Исус порасна во зрел маж. Тој ги поучуваше луѓето за Божите патишта. Направи многу чуда со кои покажа дека доаѓа од Бог. Но злите луѓе не му верува. Тие го убија приковувајќи го на дрвен крст. Еден војник го проводе под ребрата. Тој беше навистина мртов. Пријатели, Бог му кажа на Адам дека тој ќе умре ако јаде од забранетиот плод. Сите ние сме биле непослушни на Бог и заслужуваме вечна смрт како и Адам. Но Исус
умре за да ја земе нашата казна. Сети се како Бог се погрижи за јагне на местото од Аврамовиот син Исак. И исто така, Бог го даде својот единороден возлюбен син да умри на нашето место. Се сеќаваш ли дека Бог му рече на Адам дека ќе испрати еден кој ќе го порази ѓаволот? Сатаната беше поразен кога Исус умре за нас. Сега, моќта на ѓаволот да ни нанесе вечна смрт е одземена преку делото на Господ Исус Христос.